Повторно сте со мене, вашиот шеф Марк. И ова недела продолжуваме по патот на западниот дел на нашата преубава Македонија. Денес сме во јужниот дел на Полошката котлина, во прекрасниот Гостивар. Градот представува типична мултикултурна средина во која живеат скоро сите националности во Македонија. Токму заради ова, сигурен сум дека меѓу другото и гастрономијата овде е посебна и пребогата со различни специјалитети. Да одиме, да пробаме. Здраво, добар ден. Ова какво убав бурек имате. Се смеј. Ова нешто такво ретко се гледа, толку убаво печени све. Фала им Браво, многу. браво за вас. Фала многу. За тоа се вика Бурек подсач. синица сач. Па да. Това е вашата тајна. Вие ги правите? Не, синот на газдата и газдата ви е тука. Татко ми е. Вие сте синот? Синот, да. И таму е големиот шеф. Да. Добро, здраво. Добар ден, господине. Добри. Господине Сач? Не, Може и така да се каже. може така да се каже. Како се викате, господине? Јас сум Насер. Насер. Да. Мило да ве запознам. Навистина, вашето дукен за бурек, бурек-торе, како го кажувате, е познат по цело Гостивар. Сите ми кажуваат, сакаш бурек, оди кај Сач. Океј, ве најдов и тука сум. Сакам да научам негде Поширок од вашата вас. тајна. Ете така. Зошто сите доаѓаат кај вас? Тајната во тоа, пошто ние ово го работиме од 63-та. Охо, добро. Значи супер. веќе. Добро. И јас сум работил во Бостон. Многу години. Океј. Да. Океј. И кога решив да се вратим, реков да направим овде нешто и стварно Различно, испало е да. тако, да, испало тако. И како сме, ето, познати по овом, значи, Браво. овде во Македонија сите не знаат. Не, ме, на вистина во А Македонија, стварно е квалитетот е екстра. во Македонија се кажува секогаш бурек джилници, бурек торе има А во има цела уште Македонија. нешто. Па да. Сега ама- ние ги научивме и другите, сега сите оваки ги направи. Па да, не ме навистина. Тоа е признавам и тоа е посебна тајна, Да. вашата тајна. Секој не може да го направи. Да, да. секој не може да го направи на тој начин. не. Вие си наместите. Може формата да Аха. направи. Никот може, ама... Браво. Квалитетот Дали ќе ми дозволите да видам каде го правите тоа? Можам да влезам? Да? Велите, да. Ви благодарам. Епа, знаете што, одиме да видиме како се прави. Одиме таму позади да видиме како ги прават. Господин Насер, преубаво место позади. Вау, каков мирис со тој жар и све тоа. Ма, навистина, браво, секоја чест. Го има видено тоа, таков начин на готвење, кога се правеше ѓомлезе, такви ствари. Ма ова, навистина, бурек, на тој начин, ете како убаво изгледа. Вау, еј, ова е порција, солидна порција. Ова е што, една осмица ова? Тоа е порција од 250 грама, значи четвртина. Четвртина. Да. Ну, А ние даме тоа мало више од 250 грама. Добро. Има 300 грама. Океј, ова гледам, ова е со месо. Еј, знаеш што, овде луѓе кои јадат бурек, каже, дај ми бурек и чевапе. И чебапе. Ама Каже, овде заедно е. заедно, каже, иду и, jer месо има као чевапчиница. Па да. Одлично. Па 250 грама, имаме минимум 150 грама месо и 100 грама леп. Да. Добро, тоа е компромис, навистина, одличен. Многу ми е мило, ќе го пробам сега. Додека сум тука, знаете нашите партнери што ни се за емисијата Президент имат преубаво сирење. Знамо ти употребувате и сирење во вашите рецепти. Се надевам оти и овај сирење ќе ви се допаѓа. Президент, Ова е мало, да кажеме, поклонче од мене. Ќе си го пробате, ќе видите ако ви се допаѓа и све. Јас, знаете што? Фала ви многу. Мора да го пробам ова. Ова нешто што изгледа преубаво. Тоа се јади со раци, а? Најслаже. Најсладко е, бе. Јас сега да земам финушка, ама мислам оти со раци. Стварно ми е и драго и све.
što te upoznam, jer I mene isto, da vi kažem pravo, imate pravo, a? Ovo je lijep, so keva pila, ovo je priudobno. Wow. vidi, Wow. ovaj moj burek je nešto drugo. Vidi, ja fino go stavljam stvarno koliko treba i malo više nego to. I meso i to, kaj kod mene je to sve friško, sveko jutro ja zemam koliko potrošna mi je dnevno, ja toliko zemam. Toliko. Ne treba Lazanje. bolje, da ne ostane Ne. na jedno den novo i sve. Ne. I pržnje. Svaki den pravite ne znam koliko kalapi, takvi ne znam, Onda ama to imam je... i sinove tu, sve smo, to je familijarni biznis, ono, Točno. tako se računa, znaš. Извините, што ве прекинам сега малку. Навистина сега сме во период Да. на Рамазан. Да, Рамазан, Рамазан сега е, мало да. друго. Луѓето, мислам, имате помалку луѓе Да, преку да, ден да. што ви доаѓаат. Овде сигурно е полно со луѓе. Вака како Кога сега не Рамазан да, е нещо друго, точно да. така. Сега има мало више Дали- тема пред ифтар, знаеш. Дали порачуваат това за вечерта, за ифтар? Да, Дали да, порачуваат да. бурек? Да, да, Дали да. се јади бурек дома? Да. Да, Да. за вечера и за ние кажеме сифир, значи Аха. тамо негде во 3 ујутру каде се једе задњи пат и Добро. да се пости, да. Многу сум среќен што можете да ми го објасните тоа, од јас сум човек што многу сака да знае. Јас сакам да ги знам културите и све тоа, начинот како луѓето си живеат. Навистина Македонија е голема држава, голема. Луѓе кажуваат што души е голема. мала држава со голема душа. Душа, Ете да, така, душата е со голема. многу луѓе што живеат заедно, различни култури, различни луѓе, ама различни фантастични Да, луѓе. види, Да. овде ја и мало прес во Македонија живот стварно и леп и добро. Ево, Знам. Мене ми е ја стално земам Гостивар као пример. Во Гостивар се живи тако добро. Да. Никој се не зна што е, како е. Да, Сви, окей. сви смо исти. Секој е, Бог е створио njega, без обзира сега вераш на што ти веруваш. Значи човек си. Верата ти помага да бидиш добар Да човек. бидиш човек. Ете така. Тоа е тоа. Да ги почитуваш луѓето и да бидиш добар И човек. во светот, Ја мислам ти тоа е и во основата. Да. светот постои само две врсти луѓе. Точно Добри и така. лоши. Да. Нема муслимани, православи, католици. Ја Значи секогаш- добри и лоши. Секогаш кажувам, човек што е добар, тешко да го направиш лош. А тешко лош човек што е, Да не го да го направиш направиш добар. Никако, да. А знам ти, вие и ја сме добри луѓе. Многу ми се допаѓа мобето што го Јас имам со сум вас. живел во таква средина, Ја каде исто. мене не смета друг што е различитан од мене. По вери, Точно. не, за мене се сви луѓе исти. Точно така. Гледате што е пример да имаме луѓе што се добри, Па и да ги брат да ти запознаеме. е, и брат да ти е, ако не чини, Да, а, точно, исто. Исто. ќе покушаш да го покриеш, ама не може да се крие. Не може. Зато Тоа се вика мудроста. Мислам, господине, да има- жал ми е што не можам повеќе да разговарам со вас. Времето ни е малку, како да кажам, Да. ограничен. Ама ова, знаете што, го пробав, Велика ќе си чест го си ги пакувам, направи. ќе си го пакувам, ќе си го земам по пат и ќе одиме ќе понатаму. ми пакуе уште, Да. уште свима по едно. Може. Да. Фала. Каков човек со големо срце. Одиме понатаму. Здраво, добар ден, господја. Добро дојдовте. Вие сте одговорна овде за објектот? Черка на газа. Черка на газата. Малку чудно ми е зборот како го викате чај. Сајгија. Сајдја. Извините, малку тешко ми е да го кажам. Што значи точно тој збор? Сајгија е турски збор. Турски збор. Да. Добро. Ја мислев ти беше сајдја, сабја, нешто Сабија, како нож. не, Не, така ми сабија, мислев, да. не. Чест, почитување. Океј. Да. Тоа е типично на овој регион, нешто да, да. Турски збор е. Турски збор. Појастанал тука, да. Знамо ти во Ама го македонското користат јазик. така, Да. го користиме и ние. Значи сите го знаат тој збор. Океј, јас дојдов да готвам нешто специјалитет што го имавте во регион, што го имате овде во Гостивар. Имате така посебни специјалитети? Имаме поиси. Да? Да. Каде е кујната? Ќе ве однесам. Ајде, Повели. да одиме во кујната. Супер.
Па се знае, пред да влеземе во кујна, мора мала пресилка да си знам. Пресилката од нашите партнери Годомин, Унибанка, Сопот, Президент, Алпско и да не ги забораваме, Витаминка. Ете така. Ајде. Шефица, тука сте вие. Да. Како се викате вие, шефица? Към Велика. Како? Велика. Велика. Велика? Да. О, бе, велика сте во кујна, па да. Точно го имате правото име за да работите во кујна. Што ќе готвиме заедно денес? Сега ќе готвиме полната плескавица сајгија. Полнета, плескавица, сајга. Сајга. Тоа е вашето специалитет. Да, нашиот. Што ја прави малку различно од сите плескавици? Сите прават плескавици и дома правиме плескавици. Што е вашето специалитет? Специфично да кажеме, што ставате внатре? Нашето е, ставаме домашна сланина наша. Сланина е позната овде во Гостивар? Да. Па да. Да, домашно Окей. наше производство. Одлично. Кашкавал, Кашкавал, печурки, печурки, кајмак. Кајмак внатре? Да. О, тоа, па све става се печи, се топи, се Да, после се А? се пече. Да, нека да кажам, на крај кога тоа све На- печено е, да. треба да биде преубаво. А? Па да. Ајде да гледаме како ќе ја направи убавата плескавица го шефицата, велика шефица. Па нито дека сме тука. Објаснете ми малку повеќе за ресторанот. Што е, колку време сте тука? Па, една убава приказна за вашето објект. Како ресторан 22 години сме веќе. 22 години сте тука. Така. Вау. Добро. Не тука. Имаме претходно ресторан неколку години, па се отвори Сајгија. Сајгија више сега 18 години. 18 години, добро. Така, да. Значи, више имаме традиција. Гледам, имате Сепак голем сум- објект. Правите така. свадби, правите голем објект. Да, се прошириме. Имаме еден објект, после отвориме уште еден за свадби, ресторан, Знамо ти игротека, ово- летна бавча, така. Знамо ти овој регион, Гостивар, да кажеме и се тоа, многу прават свадби. Овде лето е полно луѓе, полно Па, свадби, свадби, од секаде кај тапани, родени зурни и се све има, тоа. да. Да. Супер, многу ми Да. е мило што доаѓам кај вас. Навистина уште не дојдовме со емисијата во овој регион. Овој регион е преубаво. Се шетаме сега по неколку објекти. Сакам да знам ако е тоа само вашето специалитет. Видов нешто друго што помина како една чорба така. Што е таа чорба? Тоа е бабина Чудно ми беше. чорба, Бабина чорба. така. Тоа ќе мора да ми го покажете Тоа после. ќе го пробате, да. Добро. На масата ќе го пробате. Чудно ми беше така, да. Јас мислам дека беше сос. Не, Да. специјалитет. Вкусно е многу. Ќе Добро. пробате, ќе видите. Шефица, ќе ја печеме сега? Да. Дака, каква плескавица. Ова е огромна плескавица. Па да. Прво, све и основа е игиена. Браво, тоа ми се допаѓа. Малку зејтин. Малку зејтин. Добро. Епа, плескавицата, како убаво изгледа. Ова е плескавица, како да кажеме, богата плескавица. Затоа е Сајгија. Како Сајгија, Како сајѓа. Така ми кажавте од изборот, тоа кажува да, топлина, големо нешто. да. Е, Па, велика плескавица, ова е Так. нешто огромно. Так. Господја, шефица, што ни правите таму? Ни правите за јадење за колку, за 10 луѓе? Да? За еден. За еден, а? Нема вреден. Ова е една порција. Една порција, да. А, велика порција, а? Браво. Ставиме кајмак. Добро. Да се вратиме малку кај вас. Вие сте родена во Гостивар. Така. Да. Гостиварчанка, како се вика? Гостиварченка сум, да. Гостиварчанка. Добро, така се кажа. За мажите како се кажува? Гостиварченец. Гостиварчанец. Окей. Так. Ајде кажете ми малку повеќе за вас. Така. Ми кажете дека сте ќерката. Черката сум. Гостивар е зборот, што значи. Добро. Гостопримливост порано, кога добро. иделе луѓе, гости иделе многу, сега така е, кажуваат по старите, гости многу иделе, затоа е наречен градот Гостивар. Гостивар. Да, Секаде каде одиме сме гостопримни. Да. Така, да. Супер. Ако видовте тоа, секаде каде одиме, луѓето вистина не пречекуваат многу добро се пречекани. Ви кажавте од сте ќерка од газната, да кажеме. Он сигурно колку години пред това имаше нешто објект, имаше нешто посебно? Имаш. Да. Претходно ова беше градежна фирма. А, градежна фирма? Да. А, од градежна фирма направите Градежна, ресторан? татко ми, да речем со своји раце, направи ресторан. Да. И ние сме три сестри, сите три тука работиме. А, мисле поти секој посебно, а не? А трите Не, работите тука? Сите три, да. Добро, требаше да биде три Фамилиарен сестри. ќе бизнес беше- е тука. А, па добро. Окей. Да. Не сте тука, не доаѓа денес? Вие сте дежурни. Моментално јас сум тука, да. Добро, па мислам ти представицата е при крај.
полека ке... па гледам оти, да вистина е завршена прескавицата. Вау! Вау, немам друг збор. Јас сакам да видам таа чорба што ми кажувате. Ќе ја спремате сега, господја? Да, знаете што? Одиме сега да гледаме како се спрема Бабина чорба. Бабина чорба. Одлично. Господине, вие се придруживте на масата. Ова е вашето татко? Да, мојот татко. Па сега разбрав зашто се придруживте на масата. Па мораме да се дружиме, ако не сум ја, нема вие да се напиете. Ме тоа ми се беше малку чудно. Оти бевте заедно во кујната, а не ве имаше. Сега дојдовте во меѓувреме. Ќе се напиете со наша лично домашна ракија, која без неја не се почињат во нашиот ресторан. Мислам оти не само кај вас, ама кај сите во Македонија, мислам оти обавезно Ама мора ова да се почне. Ама ова е уникат. Уникат. Ова е исклучиво лично наше домашно. Ајде, на здравје. Да се господине. пробат. Да се Да. проба. А се осеќавате домашно. Ова е домашно јако. Ова е за циркулација. Велико во кујната, јако на маса. Вау. Океј, супер, одлично. Чекајте. Бевне во кујна, Така. почнавте со плескавица. Со плескавица саѓа. Да. Бабина чорба. Ама во меѓувреме што се направи овде? Така. Што имаме све на маса? Имаме повеќе специјалитети. Добро, вие ми изборевте само 2-3, ама се Да. напуни масата одеднаш. Има повеќе, да. Добро. Саѓа салатата е направиме нели во кујна. Кој сега салатата? А Таа тоа е не ја видов, да. Океј. Саѓа салатата, имаме и други специјалитети, месо да речем, гурмански специјалитет саѓа е тој. Океј, да. тоа што е? Лепче, нешто така што е? Не со сланине, А, со сланине. Так, О, со сланинче. Ама Домашно сланинче. Океј, ова имаме пинџур, Да. ајварче се. Пинџур, ајвар сигурно, се е да. домашното, сланина домашна, врат пушен И домашен. децата се домашни направени и све. Не, си го слушам домашна раќа, домашно тоа, Домашно вино. А, и децата и се домашно. Па да. Така. Вау, Има немам- и, да, и саѓиски мерак. Тоа та страна со преливот е саѓиски мерак. Добро. Исто, Имаме да. уште и малку нешто, не знам што се таму колачи. Колачи се тоа, Гураби. Да. да, гураби и пиварки, Хо. ги викаме, така. Знаете што е тешко сега? Мора да пробам од се. Мора да се проба, да. И да кажете. Од што да почнам? Малку ми е... Што сакате? Од чорбата, од... Не знам. Па не знам, малку као за сум- доручек може Верувајте со ме. пиперките со јајца да почнете. Верувајте, малку сум изгубен, многу сум гурман, многу сум човек што сака од све да проба. Уау, ајде, па ќе почнеме, ќе земам овде со лажицата, Да. ќе ми биде малку полешко. Не знам јас више што да кажам. Мислам ти ракијата, само мирисот ме прави да ми биде малку јако. Ајде, Така. хоп, да земам малку од кајганата. Вие ми гледате, ама ништо не земувате. Ќе земеме нема да ние. јадете вие? Вие да пробате прво. Ајде, ќе пробам малку. Да кажете. Ова ќе ставам тука. Така. Ова е лепчето. Лепче, И ова е така. домашно. Да.
проблем. Јас многу сакам леп. Ништо ќе морате да ја засечете плескавицата са иге. Тоа е, Да, ако не знаете што, ќе го викнеме конобарот, да ни го Да. сечи тоа. Може и конобарот да дојди, да ни го исечи плескавицата, оти, да ви кажам право, ако станувам да сечам, ќе, да, мислам ти ќе биде полесно. Да, мислам со ножот што е тука, ако ви треба филушка, Филушка имате имаш, ту, вуала, браво. Мислам, Мало заврти се на према страна. камерите. Така, вуала. Хо. Јас ќе видам. Едно пола од полата. Ако Пола може. од полата? Пола од полата, Сигурно? да. Може? А другото ќе биде за газата и за газдарицата, како да кажете. Да се разбира. Океј. Секунда. Малку станинчето. Не, даска не, не е даска, тоа е тањир, не. Вала. Станинчето поведете. Мерси боку, фала ви многу. Сега за газарицата. За газарицата. Јас Може на Марки од телешкото печење да му стави. да, и те обавезно и телешко печење. Вашето тањир. Океј, повелите. Ви благодарам. Да. Да, тоа не. А па и за Да, додека да, сме се тука. разбира. Оти мислам оти со ракија, океј, ама без ракија без јадење не оди Не сама. оди, така. А? Ракијата тера да се јаде. Уште од малку како го Телешко печење. телешко печење. Така. Ајде, одиме за телешко печење. Поведете, господине. Кој има за Прво за вас. Прво за вас. За газарицата. океј. Фала. Остајте, не. Може да пробате. Не? Не. Може или мора? Може. и мора. Може. Добро. Ајде, одиме. Почнам со кајерата. Да видиме специјалитетот. После сами ќе барате. Ајде, вие. Ова е преубаво. Месото, не, се распаѓа. Браво. Специфично е. Мораш да го изедеш. А за тоа е специфично. Може да го изеде. Не, преубаво. Преубаво е, навистина. Јас сум, Марко, за да гледам за плескавицата овде, да пробаме едно парче. Убаво се печеше, со сланина, со шампињони внатре, со малку Кајмак. кашкавали, све кајмак. Хо. Браво. И ова е преубаво. На здрави. Ще замисли Навистина. пинџурче малу, пинџурче малу, замисли. Не јас со вино. А, со вино? Може и Ја вино. тако ми е стилот мене, после кој ќе јадам, Извините, На па здравје. ќе продолжам на вашиот стил. Обавезно. Како го викавте? Местото како се вика? саје. Сајќа. Ете така, најубавото збор што го има во гостива. Сајќа. Мислам, Ова е... и малку ладничко така. Ау. Ова е лимонада више, не више вино ова, тоа се пи како, а? Ова го нема нигде. Ова нема ни вода, ништо, е само вино. Ја имав друго нешто за вас. Додека сме тука на маса, што ми го покажавте, вашето вино, нашите партнери од Шато Сопот, без нив ништо не можеме да правиме. Ни требаат партнерите да правиме убави емисии како ги правиме ние секаде, што ще шетаме преку рестораните и све. Знамо ти рестораните многу работат со Шато Сопот. Не знам дали вие работите со Шато Сопот. Ќе ви дадам еден мало поклон од нив, едно бело вино, едно црвено вино. Пробајте ги, сигурен сум, оти ќе ви се допаѓаат. Повелете. Ја ги давам на таткото, он е специјалист за Тој вино и пие се. Ако не беше тука, ќе беше за вас. А ние, мислам, оти ќе продолжиме да јадиме, да уживаме во како се? Саија. Вала. Здраво, добар ден. Само убави имате овде.
Гледам таму што имате во витрина изложба. Хол. Што се тоа точно? Да работиме, овие ви се Да. баклави, сите се баклави. Све тоа е баклава. Моментално имаме само со ореви. Добро. Од Ти озгора гледам само има со малку постек се зеле. декорација. Точно така, Овие тоа ви се фрстаци, чоколадни ја? баклави. Овие ви се баклави побарени со млеко. Со млеко? Да. Е, ова се тулумба. Тоа Тие се знате, тулумба. малички тулумби така. Лесно За лапти Рамазан голти. правиме мали тулумби, иначе во други времиња поголеми, постандардни. Да, ги знам. Да. Тулумбите јас кога бев мал дете, тоа има долгу години, баба ми купуваше, абе ја така долги, да. Цела година поголеми. Се Поголеми, прави овие да. се стандардни само за Рамазан. Точно. Па тоа сакам да ви прашам. Знамо ти сега е периодот од Рамазан? Да. Знамо ти луѓето обавезно за ифтар вечер јадењето мора да имат и благо. Не дека Како мора, оди. него Да. окото бега, знаеш, од Му треба енергија. Ете, му треба енергија за наредниот ден. Дали поблаги се десертите за овој период, за Рамазан? Дали има повеќе шеќер, да кажеме, постатки се? Или исти се како целата година? Исти се. Добро. Овие се рецепта си има своја и тоа е Аха. стандардно, тоа е без разлика дали е Рамазан или не, тоа се прави Исто тоа е. Исто. Добро. Навистина изгледа преубаво. Многу ми се допаѓа и другите десерти, ама знаете што? Јас се шетам земам, мора, мислам да купаме на кутија кај вас, со еден асортимантот што имате, оти ако не донесувам на сопругата благот кај вас, мислам оти ќе се лути по мене. Браво, да, можете. Мешано, од што сакате. Од што сакате, да. Мислам оти све убаво. Браво. Сега од сите ќе ви стам по две. Да. Ја мислам оти големиот дел од нив, јас ќе ги јадам оти, ама мора да се донеси нешто. Да. Сакате и чоколадни нешто? Може, све. Не ми е тешко за мене. Одлично. И ова ката ифтака. Да, ова може. Извините. Ете така. Има место? Да. Супер. Малку шеќер. Малку сладко, малку шербет. Се има своја. Супер. Још едно место? Тајно. Супер. Ете така да. Па здраво, добар ден господине. Како сте добри? Одлично. И вие сте дел од Да, ова заедно сме. од ова приказна да кажеме. Да. Преубава приказна. Ау, луѓето да треба се тепат за да доаѓаат овде. Мислам оти вакви десерти ретко се прават во гостивар. Да, се А? прават во гостивар. Овие се посебни од вас. Да, посебни наши производства. вашите. Браво, многу ми се допаѓа. Овде, не знам више. Ова ви се колачи, не? Да. Овие најповеќе ми бара така, ма овие се колачи. Да. Имате нешто посебно таму доле гледам во земјичко направено. Можете да ми е кајмачина. можете да ми го покажете? Одма. Покажи ми ти го овде ако може. Не, само да ми. Ајде. Што е точно ова? Се прави со јајца и со млеко. Само Кајмачина. јајце и млеко. Да. Како го викате? Кајмачина викаме. Кајмачине. Ова Некои Е, викаат ќе мора да сереј. се проба. Да. Одлично. Па знаете, ми го дадовте, ќе го пробам. Стоп. Не знам се што имате друго уште. Овие се колачи, добар Да. време. Овие се чизкейк долниве, Чизкек со вишна, Чизкек чизкек со со карамел. карамела. Окей. Овие ви се со банани, овие се со карамела. Имате со вишња, со вкусно портокал. Стандардни овие се бохеми, класични. Прекрасно. Индија, благодарам. еклери, кремпите, тие работи све. Супер. Има и подобранци. Па све имате. Да. Све имате. Можам да ви платам? Да? Ајде. А ова ќе го платам. Ќе одам на маса, ќе го пробам. Окей? Ајде. Гледам оти имате боза. И тоа е нешто посебно, да. Епа, со намана чаша боза, Бозата ни е екстра. да? Поза не е Па ајде, една боза тогаш. Пошто Супер. ова боза не може да се
Ама пак сме во кујна. Нашата омилена, мојата, вашата омилена кујна. Прима мебел, Нептун, Беко, најдобро опремена и со Карес и со сите нашите други партнери. Денес ќе правиме на рецепт малку сладко, па да смениме малку. Така се оправивме со солено, малку благо сега да се го облажиме денот. Бевне денес во една убава сладкарница во Гостивар. Ми даде така идеј да направам ја нешто сладко. Они правиле баклави, катаифи, такви стари. Проблем. Отидовме со една кутија, требаше да се изеди целата. А за тоа ќе направиме еден десерт денес. Многу лесно, знаете, јас не комплицирам премногу, да можете и вие да го правите, и дома лесно во една обична печна, обична. Беко не е толку обично, нешто по-јако да кажеме. Ајде, ни требат јаболки, јајца, путер президент, обавезно, млеко алпско, имаме кори, брашно, шекер и тоа све ќе се направи на брзина. Што правиме прво? Јаболките. Мора да ги излупиме. Може да се јади со лушпа, ама подобри се без лушпа. Ке ги карамелизираме малку. Ете, се сечат на 4. Валя. Мислам оти со... Не, ке мора малку повеќе оти... Овде плекот е голем. И плюс имаме голема екипа со нас. Мора и они малку да се облажуваат. Така се кажува, облажуваат? Мислам. Одиме. Ке треба малку да чекате додека ке се излупат. Вуаля. Поп. Ајде. Знаете што? Додека се лупат, се враќаме за кратко. Излупивме јаболките, ги сечкавме сега на коцки. Што ќе треба? Малку да ги подпечеме. Ке ги подпечеме и ги карамелизираме малку со шекер и путер. Топ ке биде. Ама ке стам неколку зачини. Знаете, јас имав донесено неколку зачини од Индија, од други држави што ги обожавам, ќе дава така посебен шмек на мојата пита со јаболка. Сега, да не ми гори премногу путерот, малку зејтин. Парче. Путер, се знае, президент обавезно. Хап. Ете, како кажав, путерот, он со топла тава брзо гори. Затоа му ставив малку и зејтин. Океј? Му ги додаваме јаболките да се подпечат. Вала. Океј? Ова е спремно. Така. Со путерот, зејтинот ќе се карамелизират. За да се карамелизират, што ни треба? Малку шекер, ама убаво е затворено. Сега, така. Вала. И оставаме малку јаболките. Пробајте това дома. Не е лесно, ама ова е малку физкултура. Кулинарска физкултура. Вала. Океј. Меѓу време, путер, ќе го стопиме малку путерот, оти ќе ни треба за ливчитата од кори. Ако отварам обаво путерот. Вала. Оставаме на чашата и ќе го топиме малку во микро. Во микро. Една минута, мислам оти ќе биде доволно за да ги мачкиме корите. Океј. Ова. Канта. Многу лесна, многу добра кујна. Кантите спремни тука блиско. Океј, работиме чисто, секогаш во кујна, игиена максимална, обавезно мора. Ајде. Корите. Хапс. Оле. Ка? Одиме. Карамелизира тоа. Опа. Полека, полека. Ќе му ставиме малку јачина да се карамелизираат. Ајде. Путерот се топи. Ние сега ќе ги спремаме корите. Пред се да ги извадиме од пакувањето. Неколку пати се лепи, тоа ми е проблем, ама
тоа е тоа. Мора да се пакуваат и да биде лесно после. Ајде, опс. Ова. Пластика тука. Селектираме. Пластика од една страна, све што оди за, како да кажам, рециклажа, од другата страна. Вуала, листовите се тука. Јас ќе земам хартија. Ставам во плекот, каде ќе ја печам питата со јаболките. Јаболките они се печат. Да, супер. Путерот? Стопен. Одлично. Одиме. Четка. Не ми доаѓаше зборот. Додаваме малку путер на корите. Пак ќе кажам, Марк, специјалист на тесто. Вуаля, многу брзо, многу лесно. Земуваме по 2 листови и ги гужваме. Апс. Една. Ете, второто исто ќе правиме. Ќе крстиме изгужвена пита со јаболки. Така ми текна на моментот. Знаете што се мачат, се виткат, се... Марк оди на лесен начин, брзо, лесно и вкусно. Ете вака, хоп, изгужвена пита. Вториот дел, тука. Продолжуваме. Мора путер на секој лист мора да се дава. Оти ако не ставате путер, тоа ќе си суши и нема да има ни вкус, нема да биде ни крскаво, ни ништо. Ќе биде без вкус. Ич не обал. Вуаля. Секаде, ап, одиме. Гужваме. Вуаля. И уште. Колку листови ќе ставиме? Не знам, ќе видам. Кога ќе биде крај, ќе ви кажам. Ете така. Мислам оти, уште 3-4 листови ќе бидат доволно. Листовите наполнето, полно листови. Мора сега да ги ставиме малку од јаболките. Јаболките ги тураме над корите. Ова се вика, навистина, пита со јаболка. Еба јаболки. Оти нема само една јаболка, има 6 јаболки овде. Ајде, вака малку сос. Сега, уште едно нешто, ни фали малку фил. Направиме на брзина. Фил. Ова, да го намалиме, да не троши струја. Ова, стоп, нула. Фил, бол, ставаме малку брашно, малку. Кршиме 3 јајца. Хапла. 1, 2, 3 јајца. Хап, не правиме циркус овде. Така, хап, малку шекер. На око, јас окото ми е многу благ. Моите меруди, мојата Magic Box од Индија, ќе му додаваме малку нешто така мириси. Многу сакам. Имам овде малку од коријандар. Пита со коријандар. Епа не, многу убаво е. Имаме малку, ова шо е? Цинамон се вика. Ова е цимет. Индиски цимет. Знаете како мириса, каква убавина. Вау. Така. Топ. Што ќе му ставиме уште? Имам уште кардамон. Кардамон, ќе скршам малку така. 2 коцки кардамон и ќе биде доволно. Можам да затворам мојата Magic Box, да вратам и да продолжиме. Нош, кардамон, така, све е внатре. Валя, ете, ова што е внатре се става како мали гренки. Ете така.
Ima malko vkus така на анасон, мирис на анасон. Супер, комбинацијата ова што оди со јаболките, врв. Ова, епа, тука. Океј, сега, малку млеко заборев. Точно. Малку млеко, алпско. И сега, знаете што? Мешаме. Океј, минимално. И мешаме. Како е лесно. Ние се мачиме со маталка, имаме електрична маталка. Беко, навистина, измислиле све. Ете така. Многу лесно, гледате, не прска, ништо. Преубаво, прелесно. Имаме. Ова сега ќе го приливам на јаболките и ќе оди по печката. Печката 15-20 минути и јам. Вуаля. Океј. Тамо. Ова. Така. Океј. Завршуваме со малку шекер. Не солова, не. Ете вака. И сега директ во печка одиме. Валя. Печка 180-190 степени, 20 минути, ќе видиме. Сигурен сум оти ќе видиме близко од крајното дел на рецептата. Се гледаме. Заврши времето, 20-25 минути помина. О, питата со јаболки. Ој. Вуаля. Еј. Гледате ова. Ова мислам тие. Врв. Сега да извадам, да сечам. Мислам ти мора. Ајде. Јес. Ајде. Гледајте. Печено, меко, крскаво, све воедно. Ау. Мирис, кардамон, цинамон, коријандар. Имаме мирисот од оријанталните мириси и вкусови. Сега да земаме еден добар нож и ајде. Одиме. Ова е пита $1 милион. Може да се крие она. Ние сме уште подобри. Гледайте. Хоп. Ова е пита. Мислам пак за денес, може да кажеме mission completed. Пита со јаболки од авантурите на Марк. Топ. Ке се заблагодарам пак на сите моите партнери, пријатели, што ни возможија да направиме толку убава емисија, толку вкусна, толку со мирис. Треба да најдеме уште еден начин како вие кај вас мора да мирисете истото што јас го мирисам овде. Се гледаме наредната недела за други авантури во друг град со нашите партнери. Гледајте не на YouTube, Instagram, сите социјалните мрежи, тука сме за вас.